građani na ovoj ubav prekrasen i evropski grad. Zašto se javim za zbor? Me natera маката, сиромаштијата, лагите и диктатурата на оваа власт. Но сепак, најпрви да се представам кој сум и што сум. Јас сум Мите Митев, дипломиран инженер-металург од село Просениково, а работам земјоделие. И како земјоделец би сакал да ја укажам на оваа влада дека состојбите во земјоделието ни оддалеку не се такви какви што тие ги прикажуваат. Токму сега, во овој момент, почнуваат подготовките на земјоделците за почеток на новото производство во оваа тековна 2013 година. Па бас сега, нека дојде Груевски и нека ги праша земјоделците дали имаат пари да купаат нафта, дали имаат пари да ги купат своите семенски материјали, дали имаат пари за ѓубрива, дали тие мирно спијат и мирно го минуваат денот. Но благодарение на оваа ненародна и недемократска власт, можам да кажам, иако секој земјоделец годишно произведува најмалку 100 тона роба, но сепак, што е жално, живее во беда и сиромаштија. Навистина жално. Зошто велам жално? Зарем не е жално на толку вложен труд и толку произведена роба, сепак земјоделецот е принуден да зема кредит, за да ги плати своите сметки за струја, да ги плати сметките за радиодифузна такса, да ја плати партиципацијата за школство на своето дете и да го плати најболно што е воведено од страна на оваа влада персоналниот данок. Од друга страна ни велат дека даваат субвенции за земјоделците. Да, даваат, но не кажуваат колку земаат од овој поштен, измачен и чесен земјоделец. Му даваат две, а му зимаат едно. Зошто го велам тоа? Јас, како земјоделец, оваа година платив персонален данок 22.000 денари, а ми дадоа субвенции 16.000 денари. Па какви се тие субвенции? За какви субвенции зборуваат тие? Не само што манипулираат со раноградинарите, манипулираат и со сточарите. Зошто велам и со сточарите? Цената на млекото од 25 денари ја направија 18 денари, а велат, се фалат дека даваат 2 денари субвенции по литар продадено млеко. Па какви субвенции се тие, ве молам? Земаат 5 денари, а даваат 2. И што е најтешко, оди течи рекламата, биди земјоделец. Па нека дојдат тие, нека бидат земјоделци, нека видат како во зима на минус 20, а во лето на 50 степени се печелат пари од земјоделие. И за крај, има уште многу да се зборува за вистинската и правата слика во земјоделие и воопшто за состојбата во државата. Но за крај би сакал да го поречам следното. Џабе ни се субвенции. Кога ја губиме државата, ја губиме државата како водата меѓу прстите. И затоа би сакал да го кажам следното. Џабе ни се субвенции. Затоа вечер сме собрани овде сите заедно со вас да му порачаме на Груевски. Шансата ја прокоцка, поправен нема. Нека си оди
zašto to je najdobro što može da go napravi za Makedonija. Da žive Makedonija!